да се биде хроничар за општина Македонски Брод, посебно за поречието, за горно и долно порече, посебно за просветителско-образовниот процес кој се одвивал на поречкиот простор низ вековите е тешка и одговорна задача, затоа што сите збинувања кои се случиле низ вековите, хроничарот треба да ги преточи во едно недопишено слово, налик на некој ненадминат познавач на целокупниот поречки просветителско-образовен процес кој се одвивал на поречкиот простор низ минатото, мајстор на секој детал, секој опис, кој умее на негов својствен начин да ги пренесе оние навидом ситници што не ги забележуваме, а се насекаде околу нас и се дел од нас, успевајќи тоа да го постигне, запишувајќи го, обработувајќи го во документаристички аудиовизуелен запис, чии историографски податоци му се блиски, ги носи како дел од себе, затоа што сите тие односи, ликови и судбини повторно и интензивно и емотивно ги доживува, затоа што таквиот однос кон ликовите и настаните, што ги опишува тој летописец, успева да му ги доближи до читателот, гледачот, а читателот и гледачот на неговите летописи не е пасивен наблюдувач, туку активен учесник во тие настани. Почитувани мои, 15 години патувам низ поречието. 15 години патувам низ горно и долно поречие. За овој временски период, мештаните од поречијата ми ги раскажаа многуте приказни, што нив им ги раскажувале нивните дедовци и баби за историското описување на нивните родни огништа, на нивните села низ поречието. Почитувани мои, така народски да се изразам, мајта псувањето што беше направено од страната на некои медиуми во Република Македонија, а пред се и горделиво се така да речем на големите гимназии во Република Македонија, нелитите гимназии по повод 11 матуранти во средното училиште во Македонски Брод Свети Климен Охридски, кои што во 2022-2023 година матурираа во ова општинско училиште, кои што на овие големи гимназии, на овие големи, како во Скопје, така и ширум Република Македонија, им се удри од глава, затоа што тие во учебната 2023-2024 година не успеа да ги пополнат паралелките во прва година, ме наведе да направам еден документарен запис со работен наслов Просветителската и образовно-воспитната дејност во поречијата низ вековите. Секоја држава, секоја нација и секој народ за да го сочуи идентитетот и да го пренеси дека сте македонци, да го пренеси на колективната меморија на младата генерација е образовниот систем. Може ли малце накратко да се вратиме на низ вековите за образованието, за предселна основно образование, каде што малите дечиња кои ќе напълнат 7 годишна возраст го запремнем преку првиот нивни учител или учителка, ја учат прво азбуката, знаат да чита, да пишува, знаат да собираат, одземање, таблицата, множење и делење. Токму така, една од основните точки на стратегијата за развој на општина Македонски Брод токму е развој на образованието. Низ годините и низ вековите 52 населени места, 52 училишта со голем број на ученици. Од нашата општина излегле многу образовани луѓе. Од нашата општина имало учесници тргнувајќи од Балканските војни, Прва светска војна, Втора светска војна. Не имало и на Илинден, кога се кренало востанието, кога се создавала Крушевската република. И исто така и првиот помошник министар за земјоделие во после ослободувањето бил токму од нашата општина, општина Македонски Брод. Така да вложувањето во образованието било континуирано. По разни окупации постоеле разни учители, но меѓутоа луѓето се образувале и претежно, особено после ослободувањето, сите учители биле македонци.
и тие на некој начин се нарекувале народни учители, затоа што преку ден ги образувале дечината, а додека навечер ги образувале возрастните, затоа што во тој период се сретнувале со голем процент на неписменост. После ослободувањето во Нагорна линија се движи образованието во Македонски Брод. Согласно нашата стратегија, бидејќи го развиваме руралниот туризам, во средното училиште имаме паралелка за хотелски техничар и техничар за рурален туризам, што е доста атрактивно во Дојдел, покрај гимназиската струка. Имаме и мачинска струка, подготвуваме кадри за фабриката во Самоков. Така да, во ова модерно време, образованието го среди стопанството. Благодарение на обмрежувањето на основното училиште, средното училиште, бизнис секторот и општина Македонски Брод, за прв пат, после толку години, имаме зголемен број на средношколци запишани во прва година во општина Македонски Брод. Може би некој ќе рече на тоа фамозно табло што излезе со 11 матуранти кои пред 4 години се запишале, ни представуваше еден потик неуморно да работиме и благодарение на нашето неуморно и упорно работење некаде го зголемивме бројот. Сега имаме моментално 41 ученик во средно училиште запишан во нашата општина. Нашето основно училиште неколку пати е прогласувано како најеколошко училиште. Ја има титулата Зелено јаблоко, исто така е прогласувано како најбезбедно училиште во рамките на Република Македонија. Така да вложуваме во образовниот процес, исто така не треба да бидеме нескромни, треба да се похвалиме дека процесот на инклузија, односно на обрежување на дечината со посебни потреби, особено во основното па и во средното училиште на високо ниво. Исто така ние во рамките на основното училиште изградивме и сензорна соба која што може да ја користат тие дечина, имаме пристапни рампи за тие дечина, така да сметам дека општина Македонски Брод, благодарение на обмрежувањето со повеќе фактори, граби напред во процесот на образование и се уште ќе можеме да се фалиме дека од нашата општина изгледува доста квалитетни стручни кадри кои го водат во имена на ниво на држава. Почитувани мои, предлагам ова моје сознание, кој што досега ги имам прибрано, копајќи низ архивите во 54-те, некои живи училишни згради, некои разрушени училишни згради, некои се уште кои што обстојуваат на забот на времето. И оние приказни што ми ги раскажаа за просветно образовниот процес на наставниците, учителите кои што се кои што се под пензија и во поодмината старост, а и се разбира и помладите наставници, учители кои што и денеска овдека во Поречијето ги образуваат, ги учат учениците да научат да пишуваат, да читаат таблицата множење, делење, да ја научи историјата на Македонија, на нивното родно место. Ќе се обидам да ви пренесам во продолжение на оваа репортажа. Светлината на просветителско-образовниот процес во Поречијето, создавана од бригите, пелагонците, пајонците, линкестидите, енгелејаните, десаретите, орестите, еордаите, елимеите, ботијаците, пирејците, алпомите, мигдонците, крестонците, бисалтите, еордејците, едонисите, сите познати во Хомеровата Илијада, сите сродни по јазик македонски и култура македонска, како дел од културниот простор на древна Македонија, на македонската кралска династија на Аргиадите, на дополнета за време на Римската империја, на византискиот император Јустинијан I, во неговата 11 и 131 царска новела, издадени во 535 година, при основањето на архиепископијата Јустинијана Прима, тие Јустинијанови новели важат и за Охридската архиепископија и денеска зрачи низ оваа регија. Светлината на просветителско-образовниот процес во Поречијето и денеска зрачи во мноштвата црковни повелби и житија на Свети Кирил и Методи, на нивните ученици Свети Климен, Свети Наум, Ангелари, во мноштвата црковни повелби житија од 969 до 1018 година,
за време на владењето на синовите на македонскиот комитопола Никола, македонските комитополи Арон, Давид, Мојсей, Самоил, посебно за време на владењето на македонскиот владетел царо Самоил од 979 до 1014 година, црковните записи кои датираат од времето на македонските владетели Иван Владислав и Гаврил Радомир од 1014 до 1018 година, византиските црковни записи од времето на Јован Скилица и императорот Василий II од 1018 до 1025 година, црковните грамоти на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, црковната повелба од 1284 година на кралот Милутин, Христоводот на кралот Милутин од 1300 година, посветен на поречкиот манастир Рождечков на Пресвета Богородица, Христоводот на царот Стефан Душан од 1346 година до 1335 година, посветен на поречкиот манастир Рождечков на Пресвета Богородица, црковните повелби на кралот Стефан Урош V Немањич Несилниот од 1356 година, кралот Димитрија Волкашин од 1365 година до 1371 година и кралот Марко од 1371 година, посветен на поречкиот манастир Рождество на Пресвета Богородица до 1395 година. Етнографски, населението на Порече спаѓа во Брсјачката, односно Березицката етногеографска група на македонскиот народ. Населението бележи голема блискост и има многу сличности со населението од Охридско, а најмногу од областа Дебрца. Дијалектот кој се говори во Порече е еден од народните говори кои се најблиски до македонскиот литературен јазик, не се забележуваат србизми, турцизми или останати странски зборови. Поречкиот крај е богат и со народно творештво, легенди, преданија, песни, приказни, а дел од него е застапено во збирката на Марко Цепенков. Светлината на просветителско-образовниот процес во поречието зрачи низ пописниот томаски дефтер број 4 од 1395 година, во пописниот томаски дефтер од 1398 година, отомаскиот дефтер од 1407 година, пописниот томаски дефтер од 1447 година, отомаскиот пописен дефтер број 8 од 1485 година, Отоманскиот дефтер од 1510 година, Отоманскиот дефтер од 1511 година, Отоманскиот дефтер од 1520 година. Просветителско-образовниот процес во поречието зрачи и по 1520 година до 1800 година. Во почетокот на 19 век во поречието единствени центри каде што на македонски црковен книжевен јазик се описменувала исклучиво машката популација, биле црковно-духовните челини училишта при црквите и манастирите, каде што воедно се подготувал и свештеничкиот кадар. Периодот од 1870 година па се до почетокот на 20 век е период на отворање на училишта со световно образование, чија настава се изведувала на македонски народен јазик. Во почетокот на втората половина на 19 век отворањето на нови световни училишта на македонски народен јазик во поречието било попречено од заселувањето на странските пропаганди преку Цариградската патријаршија, односно грчката пропаганда, бугарската екзархија, односно бугарската пропаганда и српската патријаршија, односно српската пропаганда. Но процесот на отворање на училиште на македонски јазик не застанал. Таа борба ја продолжуваат македонските учители кои своето образование го стекнале во Отоманската империја како отомански учители, во грчката патријаршија како грчки учители, во бугарската екзархија како бугарски учители и во српската патријаршија како српски учители, со тоа трајно го спречуваат обидот за асимилација на македонскиот народ
како од страна на грчката пропаганда, која во поречието е присутна од 1850 година до 1879 година, на екзархо-бугарската пропаганда, која во поречието е присутна од 1879 година до 1913 година и од 1941 година до 1944 година, шрпската пропаганда, која во поречието е присутна од 1913 година до 1941 година. Просветителско-образовниот процес во поречието на мајчин македонски јазик се остварува за време на народно-ослободителната борба, поточно во 1944 година, според историските насоки за стандардизација на македонскиот јазик, кои ги има дадено Крсте Петков Мисирков во книгата за македонските работи, кои беа прифатени и потврдени на првото заседание на АСНОМ, одржано на 2 август 1944 година, каде што е донесена одлука за воведување на македонскиот јазик како службен јазик во новоформираната македонска држава, првично во 54 поречки села, каде што наставата се одвивала до 4-то деление, потоа во седиштата на 10-тината колински народни ослободителни одбори, каде што наставата се одвивала од 5-то до 8-то деление, каде што во 54 поречки села се изградени 54 училишни згради. Од 1945 година па се до 1990 година во поречијата престојувале околу 200 учители, во овој временски период основно училиште завршиле околу 25.000 ученици. Период Почитувани мои, секако се сеќавате кога наполните 7 години, кога вашите дедовци и баби ве однесоа во градот да ви го купат првиот буквар, првиот молив, првата гума за бришење, првите дрвени фломастери, а исто така се сеќавате кога торбето, училишната торбе искаено и знакитено од волна, беше наполнето со букварот, со сметанката, со читанката по македонски јазик и зараче ве донесоа во училишниот двор, во училишната зграда, во училиштето, каде што таму ве пречека првиот ваш учител, кој што ве построи пред влезот на училишната зграда, а секако се сеќавате и на служителот во училиштето, кој што го биеше училишното звонче, каде што се даваше знак да секој ученик влезе во училишната зграда. Исто така се сеќавате кога влеговте во самата училница, кога седнавте во училишната клупа, кога седнавте во училишното столче, а исто така се сеќавате и на вашите другарчиња, како што напомнам се секако се сеќавате и на вашиот прв учител, кој што ве научи да читате, да пишувате, а пред се ве научи да ја пишувате азбуката, како печатно, со печатните букви, така и со ракописните букви, ги научите бројките, ги научите како да ги пишувате, научите да собирате, да одземате, ја научите таблицата множење, ја научите таблицата делење, а исто така, почитувани мои, се сеќавате и на мајчиниот македонски јазик, каде што ги научите да ги читате читивата, да ги раскажувате приказните, а исто така се сеќавате и на првите ваши цртежи на блокот, кој што го направивте по часот ликовно воспитание, а секако се сеќавате и на песничите кои што ги научите да ги пеете според нотното пеење по часот музичко воспитание, а исто така се научите и се сеќавате на многуте физкултурни игри по часот како што напомнав, во часот по физичко воспитание. Јас сум Рате Садев, професор по македонски јазик и литература. Не потекнувам од поречието. Јас сум роден во село Сопот, тоа е Светиниковско село. Таму завршив основно образование, а средно образование во гимназијата во Светиников.
По завршувањето на гимназијата, образованието го продолжи на Филолошкиот факултет, група македонски јазик. Подоцна излезе еден конкурс за потребите на македонски Брод во училиштево за македонски јазик професор. Просветната работа е благородна работа и јас уште како дете така размислував да бидам учител, да бидам професор, да бидам со децата и така. И затоа прифатив и на еден начин ми беше драго, мило ми беше. Значи јас кога дојдов во македонски Брод, кога зачекорив во училишниот двор, кога го слушнав оној детски джагор, така ме обле радост. А посебно па уште повеќе кога веќе директорот ми рече дека од утре треба да почнете со работа и јас тоа го прифатив и останав до пензионирањето мое. Значи тоа е некаде 2018 година. Моето доаѓање беше и моментот на верификација на училиштето. Тогаш беше под името Училишен центар за средно образование, а предходните 2 години беа како исторени паралелки од Мирко Милевски, од гимназијата Мирко Милевски. Првото име на училиштево беше Велко Влаховиќ. Тоа е 75-та година, бидејќи моето доаѓање е 1975 година и обично имињата тогаш се става на познати херои од тогашната СФРЈ. Меѓутоа и Велко Влаховиќ имаше заслужено, тоа е име по потекло Црногорец, тие години баш почина и во сите размислувања ние најдовме сходно да првото име на ова училиште биде Велко Влаховиќ. Да не зборувам за него, бидејќи има заслуги и за Македонија, бидејќи првото слободно радио што беше на ниво на Слободна Европа, тој даде услов да се проговори и на македонски јазик, да се дадат првите вести. Промената на името беше некаде 94 година, со самостојањето на после 91 година на Македонија, секаде се променува имињата на училишта, така да од некаде 94 година нашето училиште го доби новото име Свети Наум Охридски. Кога дојдов првично, значи имаше некаде околу 6 паралелки, бидејќи претходно тие 2 години имаше прва, втора, значи првата генерација што беше, јас ги тоа беше 3-та година, 3-та и втора и прва. Значи тие паралелки секако беа полни, значи немаше паралелка испод 35 ученици. Ученици имаше од повеќе општини, значи имаме од Кичево, имаме од Пелагонискиот дел, од целата Дебреште, Долнени, Ропотово, Секирци, Пешталево, значи од повеќе места, па дури Лажани, од Крушево некои места и секако од нашата општина од селските населби. Ученичкиот дом се отвори веднаш после преселувањето во новата училишна зграда, каде што денеска сега ја правиме оваа етажа. Тоа е некаде 80-те години, бидејќи се ослободи тој простор на старото училиште. Во старото училиште имаме плюс покрај зградата и 2 бараки кои што ние иницијативно сами ги правевме тие бараки со бетонирање, со училници, бидејќи недостасува училници. И кога се преселиме во новото училиште, ние одлучиме да таму биде тоа интернат, бидејќи имаме многу ученици од подалечните места во општината и за да не ги оставиме децата по станови, решивме да отвориме интернат. Така да тоа беше прифатено и од страна на тогашниот Републички комитет, бидејќи не беше Министерство, Републички комитет за образование и наука, го прифатие тоа, ни помогна и двете бараки и училишна зграда го направиме како интернат. Значи во тоа време веќе во интернатот имаме некаде преку 80 ученици. Посебно што можам да кажам и за струките кои беа на почетокот и кои се и денес. Јас кога дојдов овде во Македонски Брод, првично верификација направивме на гимназиски паралелки, бидејќи со гимназиските паралелки и се отвори средното училиште, а потоа имаме, бидејќи овде се работи за дрвна индустрија, имаме столичара, имаме црнбор, така да во почетокот на отварањето на средното училиште беше гимназија и дрвно-преработувачки
смер. Бидејќи се отвори фабриката Суенир, ние направивме напори, предлог да се отворат и машински струки. Од машинската струка имаме повеќе занимања, имаме бравари, машинобравари, металостругари и машински техничари. Меѓу новите струки беше и просветната струка. Значи, отворивме 2 години и просветна струка. Во моје време имаше и хемиско-технолошка струка. Забележуваме дека навистина беше богато ова училиште со струки. Сето тоа го направивме и легува кадри, кои што наистина беа со респект. Можам да кажам дека и во однос на успехот што го постигнувавме ние, тоа беше, еден податок ќе истакнам, на времето кога се полага стручни испити на факултетите за упис, нашите ученици што се запишува од прво до 10-то место беа меѓу првите ученици. Значи, навистина квалитет. И училиштето имаше и авторитет и респект. Тоа време, а секако и продолжуваме и продолжуваат генерациите што се сега. Моментално, секако можам да кажам некако како замина 2018 година во пензија, оставив на колегите на порака да се чува, да се негува се тоа што ние до сега сме го направили. Мојата наставничка кариера ја започнав далечната 85 година во тогашното подрачно училиште Стив Наумов во село Пласница, кое подрачно училиште беше во составот на основното училиште Свети Климент Охридски од Македонски Брод. Како наставник, уште во далечната 85 година, ме ја зедов првата генерација и секако, значи, со започнувањето на учениците од прво деление, сите ученици понатаму возрасти го памтат првиот наставник, првиот учител, и јас по многу изминато време се сеќавам на мојата прва учителка и секогаш ми остануват во трајно сеќавање. Училиштата во Македонски Брод во после ослободувањето биле преполни со детски џагор, имало голем број на ученици, но миграцијата село-град во после 60-тите години си го направи своето. Општина Македонски Брод после ослободувањето имало 6 основни училишта и тоа основно училиште во село Растеж, Гоце Делчев, основно училиште Брањча Милодиновци Самоков, основно училиште Јоаким Крчовски во Манастирец, сопстојувало основно училиште и во село Локвица, кое е затворено, додека пак овие основни училиште, основното училиште во Манастирец, во него имало ученици од околните, од собрани од 20 на села, така да во 70-тите години броело дури до 500 ученици. Во ова основно училиште имало интернатско сместување, каде што децата од подалечните села биле сместувани во интернатот, така да интернатското сместување било имало над 100 ученици што биле сместени во интернатот. Тука учениците, значи, престојувале, се хранеле, исто така во училиштето во Манастирец обстојувала и фурна, каде што имало запослено пекар кој изготвува леп за учениците и дури за местното население. Но, она што го спомнав уште на почетокот, миграцијата село-град го направила своето, така да денес овие училишта се или затворени или работат со мал број на ученици. Така да основните училишта што беа во Самоков, основното училиште Брањча Миладиновци и основното училиште Јоаким Крчовски од Манастирец, поради немање на ученици, далечната 2004 беа припоени кон основното општинско училиште Свети Климент Охридски од Македонски Брод
Додека пак подрачното училиште, што беше во составот на училиштето, Централно училиште Македонски Брод, се осамостои подрачното училиште Стив Рагумов во село Пласница, кое сега го доби името Мустафа Кемал Ататурк. Денес основното општинско училиште Свети Климент Охридски Македонски Брод е единствена воспитно-образовна институција која со основно образование ја покрива целата територија на општина Македонски Брод. Со својата дисперзиона мрежа од 2 подрасни 9-годишни училишта и 5 подрасни 5-годишни училишта го покрива целата општина со основно образование на учениците. Колку број ученици, колку... Денес, ова учебна година, основното училиште брои 430 ученици, од кои некаде 90 се во подрачните училишта, а останатите 340 се во Централното училиште. Така да, во подрачното училиште во Самоков од прво до 9 одделение имаме 51 ученик, во подрачното училиште во Косово имаме 6 ученици, исто така и во подрачното училиште во Брес, во подрачното училиште во Сувидол имаме 9 ученици, во подрачното училиште во Требин имаме 7 ученици, а во подрачното училиште во Самоков, кое е училиште од прво до 9 одделение, ова година за жал имаме само 12 ученици, од кои 12 ученици, 6 ученици, за 6 ученици училиштето имат обезбедено интернатско сместување, така да овие ученици што се од подалечните села на поречието, во понеделник на Сабајле со собствен превоз ги земаме од своите домови, а во петок попладне ги враќаме во своите домови, така да во училиштето имаме обезбедено кујне, значи имаме запослено 20 кувари кои се грижат за исхрана на овие ученици, исто така имаме воспитувачи кои организираат целокупната воспитно-образовна работа со овие деца. Училиште брои околу 90 работени, од кои 60 се воспитно-образовен кадар, а 30 се административен и помошно-технички персонал. Нашето училиште имат освоено голем број на награди, има учествувано на голем број на проекти кои успешно ги имат реализирано, така да една од престижните награди е што нашето училиште на 2 пати е прогласено за најчисто и најбезбедно училиште. Исто така можеме да се похвалиме со тоа што во рамките на еко училиштата 4 години нашето училиште е освојувач на зеленото знаме и е еко училиште. Така да, како еко училиште имаме реализирано голем број на проекти. Исто така, нашето училиште учествува на голем број на надпревари што се реализирани од страна на Бирото за развој на образование и Министерството за образование. Имаме освоено голем број на награди. Можеме да спомнеме во минатата учебна година, значи освоивме прво место на државен напредок по географија, прва награда за државен напредок по хемија, втора награда за државен напредок по биологија. Исто така, сега на почетокот на оваа учебна година, нашето училиште влезе во мрежата на Етвининг училишта, така да имаме означени како Етвининг училишта, зашто ќе го видите после имаме значи надбор на јарбовот знаме за Етвининг училиште и табло со која се е означено, што значи дека целата соработка покрај со училиштата во Македонија, нашето училиште има соработка и со училишта надвор од Македонија. Исто така активно учествуваме и во Еразмус проектите, така да еве од саботата наши 5 ученици, 2 наставнички се во престој во Португалија, каде што го реализираат Еразмус проектот, започна со 4 земји, нашава Република Македонија, Турција, Франција и Португалија. Каков е голем интересот за да се одлучат младата генерација да станат учители, да станат наставници, професори?
Љубовта кон својата професија, ако си има љубовта кон својата професија, се работи и она што во времето кога ние учевме, кога студиравме, се образувавме да бидеме сестрано образовани личности. Она што спомнавте, значи требаше наставникот, учителот да знае и да пее, да знае и физичко да изведува вежби, да знае литературно да се изразува, да знае и математика. Сите, значи, покрај знаењата и требаше да ги поседува вештините. И секогаш, за да се дојдеше до професијата наставник или учител, за да бидат учители, беа, значи, требаше да завршат училиште и тоа секогаш она што спомнав на почетокот да се сака својата професија. Што е потешко, деленската настава? Да бидиш наставник во деленска настава или предметната? За мене, јас сум оделенски наставник. Јас сум оделенски наставник и за мене секогаш мислам дека е позначање оделенската настава, бидејќи затоа ние треба не е само предметната настава се определуваат на еден предмет, например математика или македонски или физика, наставник по физика, наставник. Додека под оделенскиот наставник треба и математика, и македонски, и физичко, и музичко, и ликова да знае да црта и така. Се гордеете ли кога ќе се сретнете со ваши поранешни ученици, денеска, да речеме, доктори, инженери, кои што те заминале во ширум светот, каде што станале бизнесмени, кога ќе се видите? Јас на почеток спомнам дека својата работна кариера, својата професија започна во Пласница. Во Пласница првата генерација првачина што беа имав 43 ученици. Од тие 43 ученици што ги водевме во евиденција, настава посетува некаде околу 30. Таа прва генерација ги памтам имињата на сите ученици, ми оставува особен впечаток што сега за време на летниот распуст се сретнав со еден ученик што сум го учел во првата моја генерација што сум ја извел. И Шамовски Мухамед се викаше, професор на факултет во Босна и Херцеговина и академик. Гордост. Да. Јас не го познав, него тој ме познав, не? Би се радуваш ли душата? Да. И кога ми спомна кој е, како ја го кажав со име и со презиме кој е. Кога повеќе се радувате како деленски наставник, кога ќе ги зборувам за годините што одминале? Кога ќе ги примите во вечерата или кога ќе ги спратите во пето отделение, во тоа време или денеска во 6? Радоста на примањето е радоста, а испречањето е разделба. Значи, се радуваме кога ќе ги примиме, кога ќе ги испратиме, пак се радуваме, но она што е се навраќаме на сиот период, тогаш беше 4, сега 5 години, значи 5 години се со оделенскиот наставник ученици. Ви благодарам прво за поканата да учествувам во овој интервју и во оваа емисија. Навистина ми е чест што разговарам прво со вас и што водите на ваква емисија која што навистина може да им покаже на сите луѓе колку и во помалите места добро се живее. 10 години сум више веќе вработен во оваа институција. Така да мислам дека стекнав доволно искуство во тие 10 години за да можем да го раководам овој колектив и еве веќе една година сум тука. Инаку по професија сум магистар по музички науки, значи сум во тие музички води веќе половин години. И тука предавав музичко образование 10 години. И сега више една година сум на оваа функција и ти благодарам сепак на убавите зборови за училиште. Ќе кажем и понатака е стварно едно од поддобро сочуваните
и по-добрите училишта како градба во Македонија, исто така и со учениците и со начинот на предавање, начинот на учење, начинот на воспитување на нашите ученици тука. Ке може ли малку краток историски осврт на средното училиште? Јас можам да ви кажам за изминативи 10 години, заради тоа што сум тука веќе во овој момент во тоа школа сум веќе 10 години, така да има кадар кој што произлегува од оваа школа, што сега во моментов се стварно луѓе кои што учат, односно кои што работат на високи позиции, учеле тука кај нас. Можеме да кажеме дека има врвни доктори, врвни инженери, еве например музичари има, така да кој учел во оваа школа и кој поминал знае дека од тука се излезени многу добри кадри. Инаку во моментот сега имаме 3 струки во нашето училиште. Едната е гимназиска струка, другото е угостителско-туристички техничар, хотелско-туристички техничар и техничар за рурален туризам. Тоа се двата правци, двата смера кои што се во угостителската струка. И имаме и машинска струка, односно машински техничар. Стручните смерови кои што ги водат, сега се врзани со тие дуални паралелки. Мора да имаме некоја компанија која што тука во нашето подрачје или близко до нашата општина работи, за да можеме ние да функционираме со таа компанија и да запишеме оволку деца, зборуваме колку што му е потребно за после средното завршувањето на средното образование, колку децата сакаат да работат, така да тоа е и целта на тие дуални паралелки. Нашата машинска струка е баш дел од тие дуалните паралелки, така да веќе функционираме трета година со машинската струка и добро функционираме. Ме прашавте за нестекот на годините, еве 10 години наназад, ако збориме како број на ученици е некаде тука, значи се движиме некаде околу 100 ученици, предходната година имавме помалку ученици, 85 најмалку ученици во историјата на овој училиште, така да и беше одно фамозно табло што излезе со 11 ученици. Меѓутоа еве го тоа стои горе тука, ние не се срамиме од тоа табло, напротив, ние сме горди со тие ученици, што тие ученици завршиле тука кај нас и што знам и сигурен сум дека во едни дена ќе бидат едни од подобрите и граѓани кои што стварно ќе го представуваат македонски народ и Македонија на ниво кој што како што треба да го представува, заради тоа што во вака стекнале сигурно многу знаење. Сега да се надоврзам на ова година запишавме многу повеќе ученици од толку што завршија лани. Значи лани заврши 11 ученици матуранти, ова година имаме запишано 41 ученик. Треба да се запрашаме зашто се должи тоа. Значи ние можеби критикуваме се што ќе видиме на интернет, меѓутоа ова година навистина сме за пофалба, затоа што 41 ученик не е малку, во сите 3 струки имаме толку на ниво на општина Македонски народ, кој што можеби 3-4 илјади има жители кои што се тука во моментот, значи присутни и кои што живеат, можеби и помалце. Така да еве можам како прв фактор за тој скок на таа бројка, кој што 9 години не била назад. Значи ние 9 години толку ученици немаме запишано назад. Оваа година прв пат после 9 години запишуваме толку голем број на ученици, значи се надеваме дека животот во македонски народ и во ова училиште посебно дека ќе се вратиме на ниво кој што било претходно. Сигурно сте разговарале со професор Врате како било историјата. Така да можам како прв фактор да го кажем основното училиште кој што е единствен и најголем извор од нашата општина за ние учениците да ги запишуваме тука кај нас. Значи прво гледаме учениците што се од основно училиште на како би да може да било начин ние да ги примаме. За прв пат оваа година описната политика беше поинаква од претходните години. Повеќе време посветивме на тоа учениците од 9 одделение да доаѓаат тука кај нас, да видат дека училиштето е стварно добро, значи да се дружат со нашите ученици кои се прва, втора година, заради тоа што тие до претходни години заедно седеле во основно училиште, нели заедно се надружеле и заедно учеле таму. И од прилика некаде околу 5-6 настани организираме на стекот на цела година. Се извинувам, за таква дружба на учениците да можат да се дружат нашите идните ученици и мислам дека тоа е една од факторите кои што
учениците наши остана и видоа дека стварно нашето училиште е училиште каде што се работи, каде што се учи и јас можеби неблагодарно да правам споредба со другите училишта, меѓутоа сум бил во другите училишта во поголемите градови. Верувајте дека не е само заради бројката која што е мала, сега броиме 120 ученици во училиште, не само бројката која што е мала, туку и начинот на кој што ние, буквално професорите, работи во училиште има работа. Значи се работи и онака како што треба е на часовите. Значи се знае професор, се знае ученик, се уште, може би некој ќе каже од тоа старо време сега децата се немирни. Не, значи овде во училиште децата се стварно културни, добри и на часот верувајте има атмосфера за работа и заради тоа нашите ученици кои ќе појдат на факултет од ово училиште се едни од подобрите студенти. Гледаме и слушаме преку медиумите и гледаме дека сите општини во Република Македонија, како што напомнате, се борат што повеќе да во училишните згради да има ученици, да има од оние профили кои што се барани и профилирани на пазарот. Исто така голем број на општини и даваат стипендирање на средношколците. Да, па ние веќе го започнавме пред 2 години тој процес, доделуваме стипендија по 5000 денари. Исто така сега со новиот буџет, со ребалансот на нашиот буџет предвидуваме по 3000 денари да се доделува за секој ученик кој поминал со одличен успех и за секој ученик кој освоил награда на државен или меѓународен надпревар. Сметаме дека во тој дел можеби финансиската помош пак ќе напоменаме символична, но меѓутоа учениците и професорите веќе добија впечаток дека некој стои позади нив во целиот процес и дека овој процес е заеднички на сите нас и треба да го водиме сите заедно. Сега тука произлегува уште едно прашање. Сепак образовниот систем како процес овој започнува од 6 годишна возраст на детето. Како тука сега овој систем имаме таа програма на ниво на Република Македонија за стимулација на младите брачни парови кои што повеќе го создаваат, формираат своје семејство на секој новороденче. Има ли тука исто така символична подршка на секој новороденче? Да, токму така, веќе низа години наназад општина Македонски Брод за секој новородено дете на територијата на нашата општина доделува еднократна помош во висина од 3000 денари. Се надеваме дека со креирање на новиот општински буџет тие 3000 денари би биле малку повисоки согласно можностите на нашата општина. И сметам дека сепак, пак ќе напоменам, не е голема финансиска помош, но меѓутоа е еден процес каде што нашите граѓани добиваат чувство дека сепак некој стои и се грижи позади нив во целиот процес. Исто така треба да бидеме реални дека ние даваме подршка на учениците во предшколска возраст, предучилишта тргнувајќи од најмала возраст, затоа што на нашата територија функционира и детската градинка 7 септември, која градинка има моментално доволни капацитети и треба да се пофалиме дека моментално бројката ни надминува над 100 дечина кои се згрижени во нашата детска градинка и исто така од предшколска возраст, потоа едуцирани, оформени за да може да заминат во основно училиште во прво деление. Сите млади колеги, можам да им порачам прво да си ја сакаат професијата. Ако не ја сакаат професијата и ако не ги сакаат децата, поарно нека си бараат друга некоја работа, нека си работат работата што ја сакаат. Ако ја сакаат професијата, ако ги сакаат децата, да работат со децата, најубавото нешто што е работата со деца.
најубавото нешто што знаењето што го имате да го префрлите на младите генерации, да префрлите на оние деца што ќе дојдат во училиште докако табула раза или чиста табла, а потоа да изградите оними личности. Кое е значењето да си професор по македонски јазик во вкупниот овој образовен систем во Република Македонија? Јазикот си го сакам, како и сите што си го сакаат, и се одлучив на јазик и на литература. Значи, тоа ми беше приоритетно и сакав и учениците да ги насочам кон тоа да си го сакаат јазикот, бидејќи и мојот професор Блаже Конески ме учеше нас, колеги, студенти, да си го сакате јазикот, оти јазикот ни е татковината. И тоа го прифатив. Значи, таа порака ја прифатив и ја пренесував на моите ученици. Па и до ден денеска настојувам и преку пишувањето на моите книги да биде токму и тоа како порака до сите. Почитувани мои, останувам тука во Поречието, останувам тука во Горно и Долно Поречие, останувам да ги посетам 54 училишни згради, некои се уште живи, некои се уште им оделеваат на забот на времето, а некои распаднати, за да ги прочешлам архивите кои што се наоѓаат, некои од дел од тие архиви во подрумите на училишните згради, некои во самите училници, некои под самите клупи, а некои и во училишните простории, каде што порано престојува учителите и наставниците, за да таа архива не биде покриена од забот и од заборавот на времето.